Господине Хајрединив, првиот круг на председателски избори, што велат анализите? Дека всушност казната до Пендаровски беше казна до СДСМ. Се согласувате ли со тоа? Се согласувам во начело, само не само. Добро? Не само. Казната мало и упатена и до него. Може образложение? И начинот на кој се ја обавуваше функцијата председател на држава. Беше колеблив во однос на улогата на СДСМ. Но беше голем критичар до СДСМ. Не голем, никако. Голем сме знаеле дека е, ама јавно не бил голем критичар. Многу пати го критикуваше СДСМ. Па нека е многу пати, али во Добро. границите на неговите надлежности, јас сум тој што мислам дека и сме очекувале многу повеќе и улогата председател, како избран за 7 години, да ја обавува и малку поинаку, да се држи од дистанца од партиите, не и од СДСМ, јер тие го предлагат, тие инфраструктура беа да се избере. Меѓутоа, он требаше од почеток да се одлучи дали ќе биде по втор пат, дали ќе сака или не да се кандидира. Бидејќи он имало потреба да ги некои работи, да ги кажем многу по и некои грешки да не ги прави. Требаше јасно и гласно да кажува дека не го поддржува скандалозниот измените на Кривичниот законник. кривичниот законник, jer тоа е невидена драматична создаде ситуација. Со тоа не беше таа измена не беше мотивирана стварно како некои платени научници што се обидува да релативизират дека 3000 биле од порано оставени. Таа измена се направи само да се спасат, ќе ги кажам подоцна и со име и презиме. Може и сега да ги кажете. Прво да се спаси Али Амети Добро? и неговите луѓе, и меѓу нив имаше после и некои други. Во однос на што да се спаси Од Ахмети? од затвор, Добро, во однос на што? на криминалот, На што? На кој криминал? на предметите што застарија со измените на... Али Ахмети нема предмети? Како нема предмети? 59 рочишта биле закажани, 12 години траела постапката истражна за скандалот со Телеком. Маđар Телеком? Да. Добро, на тоа мислите? На тоа мислам, ама тоа не е само тој случај да беше заедно и со некои други, че менјаше на време многу работи. Не че бевме се дојдени во оваа ситуација. А тоа ја не знам сигурно дека таквите импликации на тој закон за кој експлицито рекоа и Европска Унија и Америка дека тоа не смее да биде. Дури и со забрзана постапка со европско знаме и така натаму. Тоа нимало не е епизода. Тоа е главна причина зашто СДСМ не можеше заробен од Али Ахмет, од ДУИ, Добро. Jer му зависеше не судбината на македонскиот народ. Тоа на Заев и на Ковачевски не им беше битно. Битно им беше да бидат на власт без поддршка на мнозинството македонци. Имате ли објаснување, ако Пендаровски бил казнат Реков ја деломно. делумно за сите грешки на СДСМ, зошто ДУИ не беше казната на истите тие председателски избори и Бујар Османи зема огромен број на гласови? Затоа што овој пат, прв пат се деси, ајде не кажам 30 години, него 20 години, Али Ахмети избегна да фигурира како да е
дека е само лидер на ДУИ. Затоа лидер нигде не се, формално правно не стои. Него начело на Европскиот фронт. Но главната партија е Да. ДУИ на тој Европски фронт. Па е, ама не е главна за сите гласови. Огромното мнозинство не- го влече ДУИ не- од па- гласовите. Да, ама за да бидеш на власт не треба огромно мнозинство. Треба мало. ДУИ не ги добила мнозинство гласовите и кога била ДУИ и 16-та не ги добил мнозинството гласови на албанците. Према тоа, тој и со 10 пратеници во парламентот, 10 на 100 пратени. 10%, да. Он стана главен што одлучува и не сноси одговорност. Затоа што не презема никаква државна функција. Значи, главен што одлучува и не сноси одговорност. Во светот таков статус на политичар кој е главен што одлучува и не сноси одговорност нема. Ни во државите на Европска унија, нигде. Тоа го дозволија Заев и Ковачевски затоа што им зависеше преземањето и одржувањето на власта на СДСМ. Затоа сега ги прави работите многу поинаку од било кога досега. Имате ли објаснување зошто албанската опозиција зема толку малку гласови? Прво викаш толку малку, тоа не се толку мало, 83.000 гласови. Алијанса на албанците предходните Не, избори скоро не. имаше толку гласови. Не, затоа што, ама сега ти за разликата збори меѓу фронтот и ова. Таа разлика, фронтот и тој што стои на чело на фронтот, ги доби затоа што има гласови низ цела Македонија. Од други помали етнички заедници. Други помали Да. заедници. Да. Бројките, Добро. ако се анализират избирачките места, кутии, ќе видиш зашто е таа разлика. Според тоа, овој случај ти реков, затоа прв пат се случува, jer досега он вика, сега некња Али Амети вчера, или реков, вика води сметка опозицијата албанска не може како 2006-та. Апсолутно не личи. 2006-та ДУИ имаше повеќе гласови од ДПА. Сама ДУИ. Да. Сама ДУИ. Сега тоа не е. И тоа е мојот одговор на ова прашање. Велите дека не се казнати? Не во Ќе казнат? не во никој случај. Ќе беше да беа овие албанската опозиција два пати досега да беа обединети ќе беше на власт. Не беа обединети, сега стана. Дали Таравари направи грешка според вас што излезе од партијата? Апсолутно. Се раздели Прво система? формално правно апсолутно не излезе он од партијата, апсолутно. Добро, судот одлучи. Не одлучи судот. 3 суди изменја во за да и не завршила постапката. Има право на жалба, да. И на жалба, не и без тоа. Добро. 3 суди во Тетово ги сменја фамозното влијание на ДУИ па и на СДСМ во судиите, затоа што со 1 на 100, за да донесат човек судија кој ќе суди така. И овие работи јасни се, тоа ги знае. Тара Џафери во Гостивар доби и сега, 3 пати добива на изборите во Гостивар, ќе добие и 10 пати да гласа. Зошто? Па лично е он е друг интелектуал, друга структура. Нити бил, нити ќе биде некогаш корумпиран. Он има диплома, он е истакнат во струката кој не ја прекинал. За кого говориме? За Таравари? За Таравари. Добро, да. дека го спомнавте Џафери, заради тоа ве прашувам. Не, Таравари. Да. Таравари е друг профил на кадар. Да. Ние сме имале досега кадри албанци финансирани од СДСМ од буџетот, кои или се министри или на улица. Разни хулигани кои ги терат и ги бркат од канцеларија секретарот на владата Артан Груби, играт фудбал во канцелариите, слават роден ден на ова. Овој феномен не ќе биде можен, независно што сега бара спекулацијата синоќешна дека Али Амети барал среда да прифати безусловно. Тоа не мора да Што да прифати безусловно? да влезе во влада безусловно. Со било кого?
Не, има информација дека праќал човек кај Мицковски, Добро? само да влезе. Безусловно. Знаеш кој е единствениот услов за Али Ахмети да влезе во влада и сега? Да не биде гонет, предпоставувам, Тој, ќе кажете? апсолутно треба да се спаси он лично и сите неговите. 20 години да бидеш во влада, пола со СДСМ, пола со ВМРО, да те ги плаќат гласачите од буџетот, да им ги праќат парите во дома, од буџетот. Тоа не е заслуга на Али Ахмети. Тоа е вина на Груевски, тоа е вина на Заев и на Ковачевски. И ова пракса еднаш за секојаш по се изгледа, има изгледа да тоа не да се прекине. И овој момент е историски за Македонија и за еднината на Македонија. Мицковски кажа дека сите кои се огрешиле, и Мицковски и останатите од ВМРО, дека ќе одговараат. Верувате дека ќе бидат сепак некои спасени? Не. Ќе одговарат прво сите околу Али Ахмети луѓето од ДУИ. Вака е синочешната изјава. Сите Идризово, спомна. Ова е најново. Па да, тоа ве прашувам. Ако не биде тоа, Македонија влага во уште поголема криза. Но тој да се спаси, верувате? Кој? Ахмети. Нема прва фаза. Затоа што? Еве зашто е прва фаза. Фамозните бомби, 20-30 илјади и колку. Исто така беа забранети да се објават во прв ред поради Али Ахмети. Да. Сега дали е заради Али Ахмети? Па бомбите му ги даде на Груби Заев. Груби стана силен со тоа што ги има и денеска. Значи, ако почнат да се оствари ова што вика Мицковски, дека луѓето околу него не треба понатаму, само нека не би луѓето околу него, тие ќе кажат после за Али Ахмети. Да, за Ахмети зборувам. Добро. Мендух Сачи, Теута Арифи и Мерко. Затоа што причините, делата кои биле причина да влезе во црна листа Мерко и да не ја примат за амбасадор Теута, тие не ги направиле самите, тие направиле со знаење и со дозвола на Али Ахмети. Тој нека каже тој дека он разговара со Теута, не знае Теута и зошто. Дака Давидович, познатиот криминалец, не само во Македонија, да го донесеш и да му дадеш 32.000 квадрата земја во Тетово, а тоа е во црна листа сега и све, тоа не е направено без знаење на Али Ахмети. Кој може тоа да? Зошто Ахмети не се оградува од Рамис Мерко? Не се оградува затоа што Зошто не го исклучија од партијата? Да, па сигурно, затоа што делата поради кој Мерко е ставен во црна листа. Разбрав. Он ги направил во договор со Али Ахмети. Разбрав. Велите дека Рамис Мерко тоа би го кажал јавно? Па не, ако преземе мерки. Добро би го кажал. Му рекол он и Теута и сите. А против нас преземнаш нешто, ние ќе кажеме. Добро. Така било и со бомбите. И Муса Џафери имало прилика да му каже, ја не одам, jer ако одам, не одам сам. Заради тоа е Муса Џафери сега на листа? Да, па и не сега. Он беше сменет своевременно. Да. И така натаму. Но зошто се врати? Затоа што го во состојба се да го уценат Али Ахмети. Или ќе бидам, или излагаме. Тоа ќе се случи сега, ако продолжи во тој смрт. Сега, Груби прв знак беше дека не го кандидираше нигде за кандидатски листи за пратеник. Да. Ако сега почне он, ова што вика Мицковски, луѓето околу него, па тие луѓе околу него, тој го молеше Изет Меджити, го молеше скоро 1 година овој Али Ахмети. Тргни го и немој да бидеш заложник на Груби. Го молеше. Тргни го Груби, кај може да го тргне? И сега ќе видиме, ако се тргне Груби, што предстои. Што предстои? Па предстои ќе му каже тој на Али Ахмети што правил. Jer има во бомбите.
Добро. Кажете ми околу шпекулациите за тивок бојкот на ДУИ. Ги слушате тие шпекулации, верувате ли дека ќе има тивок бојкот на ДУИ за практично Силјановска да нема цензус и да не стане председател на Македонија? Албанските партии, не само ДУИ и други, а овие од опозицијата веќе излегува синојка, решува дека ние ќе ги повикаме граѓаните, ќе ги оставиме сами да одлучат за кого да гласат. Не верувате во бојкот? Говориме сега за ДУИ. Зборот бојкот никој нема да го употребува. Не, зборот нема. Не, зборот. Говориме за тивок бојкот. И ДУИ исто ќе излезе. Не се мешаме, граѓанско право, нека гласат кој каде сака. На тоа ќе остане од страна на албанските партии, моје мислење. Добро. Ќе излезат ли? Ќе излезат ли албанските гласачи? Не, масовно не. Значи тоа може да пропадне цензусот, велите? Па не верувам, пошто ќе пали сега овој повик на Мисковски до македонците, jer прва прилика е веќе и со овој да дојдат во ситуацијата баш македонските партии, како двете досега ВМРО, да зависа, јазот меѓу нив, да биде причина некој да прави кариера, да прави корупција и да не одговара и да биде на власт. Значи верувате дека сите мали партии, сите гласачи на малите партии ќе ја поддржат Силјановски? Не. Добро? Ќе гласат и за Пендаровски. Но ќе има цензус. Верувате дека ќе има цензус? Мислам дека ќе има од ова причина, не за малите, за македонски, не беше против амандманите. Тоа за мали деца не веруваат, само ВМРО беше 90% од македонскиот народ. Така да тој и во СДСМ не се слага со таквата политика. Така да мислам дека со ова прв пат се случува што ќе биде сигурно и само ВМРО и знам од Димитриевски ќе имат над 61 пратеник. Што дали говориме за цензусот на председателските избори, верувате дека ќе се исполни. Да? А што се однесува до парламентарните избори, верувате дека Максим Димитриевски ќе влезе со ВМРО ДПМН во коалиција? Па и кажале. Да. Кажале самите и да не рекли, ја ќе ти кажам дека ќе според неговите Левица? Левица маргинална била, не била. И таа ќе влезе околу тој феномен албанците да се обединат во Македонија. Тој повик да се обединат албанците еве кај што доведе. Тоа придонесува да се обединат и македонците. Тој ќе се случи со ДУИ на парламентарните избори, односно во коалиција со влада. Дали ќе влезе во коалиција со евентуалната победа на ВМРО ДПМН? Он вика дека бара безусловно. Па Али Ахмети, кој ќе излезе сега да рече ќе се вратам, ама веќе не ќе може да преговара како досега со партија СДСМ, која нема мнозинство кај македонците, никогаш. Него ќе одговара со председател на ВМРО, која има огромно мнозинство поддршка на македонците. Мицковски вели дека победник таа варијанта, таа формула веќе нема да важи. Пред Охридскиот договор се подразбираше дека некоја албанска партија што ќе учествува во владата да ја поддржи мнозинството албанци. И така беше до 98 на крај. Лупчо Георгиевски со Арбен Джафери, да не го спомнеме, ером беше само формално председател, тоа уствари медутачи, влегува со без поддршка на мнозинството албанци во влада. Тоа беше преседан. И потоа и Никола Груевски исто го направи. Не зборува Охридскиот договор за партии, него зборува за граѓани од тој процент, од тако процент, пропорционално и така натаму. Продолжи таа традиција. 2006 повторно Груевски ја излажа амбасадорката на Америка дека да му дозволи повторно да го зема Тачи во влада, зашто за неколку месеци ќе прифати промена на името. Тој тоа нити мислел, нити излез. 2 години тоа траеше, после беше принуден да влезе како ДУИ. Ахмети. Ахмети како ДУИ. Да.
Околу барањата на албанците, вашиот став за бришење на 20% од албанскиот јазик? Уопште тоа не би требало да е тема. Тој 20% несреќно е од своје време, од кој причини ја никого не обвинува, што таму беше внесен. Албанците во Македонија, само албанци, за разлика од другите делови на народи што се редат во Уставот, не се распространете ни цела територија на Македонија, него тие во услови на регионална мнозинска концентрација живеат во северозападниот појас на државата, каде не се 20, него се над 60%. Требаше да се регулира и треба и сега, и кога тога ќе мора така. Пендаровски се согласува со такво бришење. Значи нема ни потреба да биде. Треба поинаку да се реши употребата на албанскиот јазик на подрачја каде албанците се над 60%. Jer нема потреба во Струмица, како што тресеше Заев, нека се употреби и во Струмица. Нема потреба. Нити во Делчево, нити во Пехчево, нити во Крива Паланка. Нема потреба албански да некој да им пропишува, ме разбира. Направија само смут. А кај другите заедници, тие не се така концентрирани негде да представуваат над мнозинство 5-60%, како албанците. Така од тога и на старт пристапот бил погрешен. И кога тога ќе биде принудена Македонија, па и сега, бидејќи се актуализира, да се на овој, јас не сум експерт да предложам како да фигурира во Уставот. Меѓутоа има луѓе што ова ситуација ќе ја пресликаат. Најдобрата формула ќе најбрза формулација ќе најдат, за да во иднина не биде тоа причина, затоа што нема ни логика да 20%. Меѓутоа фактот дека овој широк појас северозападен на територијата на Македонија, широк до над 100 км од Кораб до Арашиново, ме разбира. Тој однос нема да се промени. Кажете ми уште став за ова прашање што се однесува до бирање на председател во собранието. Заради тоа што албанците сметаат дека тоа е единствениот начин практично да добијат председател албанец. Кога ќе се решат одредени измени, безболни, во Уставот на Македонија, ова што за кој јас сега зборев, не ќе биде ни толку битно дали ќе гласат, дали ќе биде изборот. Изборот треба да зависи од тоа, ова што ги слушавме во предизборната кампања, кандидатите што се зборува само за точките за кои се надлежни не зборува. Бујар Османи него воопшто оде таму, прифаќа за разни работи во својство на министар за надворешни работи, овој договорот за пријателство, соработка со Бугарија, и добро остана факт е само договор за пријателство на Бујар Османи со Бугарија. Има ли пријателство, соработка и добрососедство подобро меѓу Бугарија и Македонија? Апсолутно не. Он стана најомилен министер за надворешни работи за бугарите. Добро, ви благодарам за овој разговор. Европскиот парламент функционира на принципот на формални класични коалиции, но и коалиции во зависност од законската регулатива која се гласа. Од неговото постоење тој е владеен од коалиција меѓу десницата, левицата и либералите од центарот. Коалиција која што е често незамислива во земјите членки на национално ниво. Ова најчесто заради идеолошките и економските определувања на партиите. Единствено, само во Германија последниве години имавме случај кога во сојузната влада беше коалиција на десницата и левицата, предводена при последниот мандат од Ангела Меркел. Некој ќе рече дека ова се неприродни коалиции. Пред престојните европски избори, сите европски политички партии ги стакнаа своите шпицен кандидати кои ќе треба во случај на победа на нивната политичка група да бидат новиот претседател или председателка на Европската комисија.
Актуелната председателка на Европската комисија, која е и носител на партиската листа на Европските народни партии за европските избори, учествуваше во незината прва предизборна дебата во Мастрихт, организирана од Политико. Таа за прв пат по назначувањето како предводник на листата на Европските народни партии дебатираше со уште 7 други кандидати од главните европски партии, вклучително луксембуршкиот социјалист Николас Шмидт, германската либералка Мари Ајнес Штрак-Цимерман, холандскиот екологист Баск Ајхут и данскиот кандидат на екстремната десница од Идентитет и демократија Андерс Вистисен. По 4 години на чело на комисијата, поранешната министерка Ангела Меркел, исто така кандидатка за нов мандат, беше во центарот на дебатите. Цел на сите нејзини противници за избраните теми: климатските промени, прашањето за миграцијата, надворешните работи, особено војната во Газа и состојбата на демократијата. И токму во овој последен дел фон дер Лајен создаде чудење во амфитеатарот кој собра околу 1000 студенти. Додека Бас Ајхут ја испрашуваше за можната мнозинска коалиција на Европските народни партии со европските конзервативци и реформисти ЕЦР, што ги обединува десницата и крајната десница на Џорџија Мелони, која е председател на Италијанскиот совет и шеф на партијата Фратели d'Italia, која се нарекува како и неофашистичка партија, Урсула фон дер Лајен јасно ја остави вратата отворена. It depends very much on how the composition of the parliament is and who is in what group. What? Thank you. Според анкетите, групите ЕЦР и ИДЕ, кои обете ги здружуваат екстремно десничарските партии, денес се само рамо до рамо заедно со либералите од Ренова и Ренесанса за да станат трета сила во парламентот. Вредностите и правата не можат да се распродадат врз основа на политичките договори. Возврати Шмидт, чија социјалистичка група, историски дели мнозинство со европските народни партии и одбива да предвиди какво било мнозинство со екстремната десница. Лидерката на Европските народни партии сепак сметаше дека е невозможно да се работи со групата ИДЕ во која се наоѓаат германската АФД или францускиот национален собир. Еден од избраните функционери од оваа група за време на расправата веднаш ја нападна актуелната председателка на комисијата со зборовите време да се исцеди бриселското мочуриште, инсистираше Андерс Вистисен, користејќи еден од омилените слогани на поранешниот американски председател и сега повторно кандидат Доналд Трамп. Потоа, обраќајќи му се на фон дер Лајен, тој рече: "Пред 5 години никој не гласаше за вас и никој нема да гласа за вас повторно. Катастрофа ти беше комисијата, а кога ќе победиме на изборите, ти ќе бидеш првата што ќе добие отказ." Кога се отвори дебатата за прашањето за странско мешање, председателката на комисијата конечно го доживеа првиот момент на одмор, а овој пат токму кандидатот за ИДЕ беше јасно наметен останатите кандидати. Кина или Русија ја купуваат вашата група ИДЕ, крајната десница и вашите партии АФД, РН, ФПО во Австрија. Пред да им држите предавања на сите, исчистете ја вашата куќа. Следната паневропска дебата ќе се одржи на 23 мај во Европскиот парламент. И додека се гледа дека во Европскиот парламент тешко дека ќе може крајната десница да седни во владината коалиција, односно во коалицијата која што ќе владее, сепак во земјите членки на Европската унија тоа веќе е можно.